За вашето утрешно мени, како предјадење ви предлагаме да подготвите шницли од зеленчук. Зовриената вода во тенџере на оган ја посолуваме. Во тенџерето ги ставаме компирите, карфиолот и морковите. Го прекриваме тенџерето со капак и оставаме зеленчукот да се вари 30 на минути. 4 предходно сварени и излупени јајца ги сечеме на половина. Ги ставаме жолчките во цедалка врз длабок сад, а белките во садна страна. Со лажица ги гмечиме жолчките во цедалката. Во длабокиот сад со измечените жолчки ја додаваме киселата павлака. Мешаме со жица за матење. Лимонот го цедиме во цедалка и лимоновиот сок го додаваме во садот. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Го додаваме сенфот. Додаваме и масло. Матиме со жица за матење. Тенџерето со сварениот зеленчук го тргаме од оган. Со лажица решетка го вадиме зеленчукот од тенџерето и го ставаме во цедалка. Го враќаме тенџерето на оган и во него ги ставаме листовите спанаќ да се обарат. Обарените листови спанаќ ги додаваме во цедалката. Потоа на даската за сечење ситно го сечкаме целиот зеленчук. Го ставаме во длабок сад. Во садот ги додаваме грашокот и пченката. Едно јајце кршиме и го додаваме во садот. Второто јајце го кршиме. Белката ја оставаме во садна страна, а жолчката ја додаваме во садот со зеленчукот. Посолуваме. Промешуваме. Преостанатото јајце го кршиме во длабок сад и го матиме со вилушка. Со лажица земаме од смесата за шницли, ги формираме шницлите и ги набрашнуваме од двете страни. Потоа секоја шницла ја свалкуваме во изматено јајце и во лебни трошки. Во тава за пржење на оган ставаме поголема количина масло да се загрее. Ги пржиме шницлите на заграното масло. Откако ќе поруменат од двете страни, шницлите ги вадиме од тавата и ги ставаме на чинија обложена со хартиени салфети. Лимонот го сечкаме на кришки. 2 кришки лимон ставаме на чинијата за сервирање. Потоа на чинијата скалесто ги сервираме шницлите. Украсуваме со уште 2 кришки лимон на спротивниот крај на чинијата. Вршницлите со лажица нанесуваме од претходно подготвениот мајонез. Декорираме со по 1 лист магдонос врз мајонезот на двата краја на чинијата. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 60 минути.